Здравствената криза со COVID-19 го одложи одржувањето на манифестацијата Денови на мед, не само во Кочани, туку на секаде низ Републиката. Секоја година сајмот на мед се одржуваше паралелно со одржувањето на Панаѓурот, околу 23 октомври, и требаше да се одржи предстојниот викенд. Но поради состојбата со COVID-19 и забраната за одржување настани, истиот е одложен, истакна организаторите од пчеларското здружение Златна кошница. Оваа година, бидејќи поради настанатата ситуација со COVID-19, пчеларските денови на сајмот нема да се одржат, бидејќи во моментот е забрането одржување на настани, така да тоа ќе го одложиме за некое подобро време. Во ова време, бидејќи не го одржуваме, значи пчеларските денови на медот не ги одржуваме, препорака до граѓаните да користат мед, да користат пчелни производи, да го зајакнат имунитетот, значи здравието на граѓаните е пред се. Димитров рече дека полоша година од оваа во однос на производството на мед можеби не паметат пчеларите. Можен е искок на цената на медот. Пчеларската година, оваа година ни е прилично тешка година. Значи, почнувајќи од мај, под крајот на мај, почетокот на јуни, ноќните температури беа прилично ниски. Пчелните семејства се вратија назад со развојот, така да понатаму во понатамошното собирање на мед не можеа да соберат доволно мед. Така да количините на мед за оваа година се многу мали, негде 3 до 7 килограми општо гледано во цела Македонија, дури и пошироко и на Балканот. Значи е истата ситуација. Беше цената негде околу 400 денари, сега веќе 450 денари, некои 500 денари. Западна Македонија веќе и по 10 евра, 600 денари. Значи помали количини на мед. Ако има поголема побарувачка, и цената ќе биде повисока. На сајмот на мед, кој традиционално се одржува и во Кочани, секоја година на штандови во паркот мед и пчелни производи излагаа пчелари од целата држава и се продаваа по пониски саемски цени. А граѓаните имаа можност да се запознаат и со ефектите и да си купат од разни пчелни производи кои ги нудеа пчеларите на своите штандови: прополис, матиче млеч, перга и слично. Саемот беше придружуван со културна програма и настап на фолклорни ансамбли од Кочани.